Слава, чест и благодарност нека е на Господа за приликата која ни ја даде да повторно се сретнеме меѓусебно и да се сретнеме со Господа овде во Неговата куќа. Тоа е благодарност на Бога, Негова волја е да сме ова попладне тука и ние сме од Него поканети. Тој го организираше сето ова, а ние само се согласивме со тоа. За Негова чест сме овде. Ја користам ова прилика да се заблагодарам уште еднаш за можноста што ми се даде ова попладне да и се обратам и од Божијата реч или Божијата наука да чуеме нешто убаво, нешто хранливо, духовно, нешто трајно, вредно од Бога дадено, нешто што ќе ни помогне нашиот духовен живот да биде зајакнат, нашата вера да биде зголемена, а нашата љубов кон Бога да биде уште поразвиена и да се види на дело. Некој од вас ми спомна дека би радо или со задоволство сакале да слушнат нешто за карактерот на Христа. Ја претпладне ви ветив дека тоа ќе биде некоја друга прилика, меѓутоа за среќа кога ја листав темите кои ги носев со мене во вака од Библијата, сум ја понели таа тема. Така да ебе прилика да можеме да малку сите заедно размислуваме за личноста број 1 во христијанскиот живот, спасоносната личност, тоа е Господ Исус. Ја морам да ви кажам, браќи и сестри, дека секогаш кога зборувам за Христа, мене лично, како оној кој треба да го изнесе она што Христос го рекол, ме обзема здраво почит, чувство на пријатна возбуда, но и голем страв да не погрешам нешто и да не бидам погрешно разбран и едноставно на Бога да се замерам, а во вашите умови да се остави впечатот дека било нешто речено, недоречено, кажано, разбрано, неразбрано. Не, би сакал да бидеме конкретни и директни и јасни од Божите речи. На сите нас ни е познато дека во Божето царство идните граѓани кои ќе бидат таму, со себе едно ќе понесат, се разбира, тие нема да понесат некое ковчеже со богатство, ако го имат, нема со себе да понесат девизна книшка, која имат, или некои денарски средства кои ги имат, или некое материјално нешто да го понесе со себе и да го внесат во Божето царство, тоа е незамисливо. Но едно Божите деца ќе понесат со себе, како спомен на тоа додека биле на земјата, за тоа се мачеле, за тоа труд вложувале со Божја помош и постигнале успех, тоа едно што ќе го понесеме на новата земја, ќе биде само нашиот карактер. Се слагате ли со тоа? Само нашиот карактер. Во принцип, односно во суштина, постојат два карактера. Едниот карактер се вика рđав или никаков, а другиот карактер се вика совршен, чист карактер, односно карактер на Господ Исус Христос. Замислите, толку години ја читам Библијата, еве скоро 40 години, се обидов да го пронајдем тој стих во Библијата, толку пати сум го читал и апсолутно го заборавив. И не можам сетам каде се наоѓа, а толку години се дружам со Библијата. Но среќа го знам, по прилика напамет како гласи, па ќе ме поддржите во тоа, а ако пак вие го пронајдете, убаво ќе биде да го и прочитаме. Апостол Павле, кога зборува за висината на Христовиот карактер, напишал едно послание, односно едни зборови, во кои вели да се стремиме да ја достигнеме висината на Христовиот карактер. Сеќавате за таков текст ове. Некаде во Филипјаните или Колосјаните, знам дека е во Новиот Завет, во Павловите посланија. Драги мои браќи и сестри, ја би сакал овдека пред вас, ова претпладне да ги изнесам најубавите карактерни особини на најмилата личност со која вие и јас со години се дружиме, а таа личност е Господ Исус Христос.
И кога зборуваме за него, дали бе обзема мене и вас, браќи и сестри, чувство на здраво почит, чувство на љубов и одговорност, чувство да таа личност не ја понижиме, туку напротив да ја возвисиме, и дали не обзема мислата колко е убаво со една ваква личност да се дружиме, со вака вонредно убави доблести. Ја во овие години наназад овој, сум се интересирал во дружењето со Христа да забележам кај него нешто што може би мене ми недостасува, а би сакал тоа негово да го имам јас. И тој вели тоа што е моje и ваше. Ако ми останете, вели, верни, сето богатство моje ваше ќе биде, вие ќе бидете наследниците. Али за да дојдете кај мене, вие е потребно да се угледате на мене и да го имате мојот карактер. И ја ви кажувам од срце, браќи и сестри, не сум достоен да зборувам за Господ Исус, бидејќи далечината во карактер и во животен стил на живење меѓу мене и Христа е многу голема, во смисла, уште треба да се бориме да достигне висината на неговиот карактер. И јас за овие 40 години не можам да потврдам се уште дека сум се усовршил и дека готово е, се е завршено, не треба повеќе да читам Библија, јас се научив, дури и школо завршив, затоа нема потреба. Не, ако така размислувам, сигурно ќе сгрешам и многу ќе изгубам. И да не би било тоа, затоа ќе се угледаме на Христа и следејќи го неговиот пример, ние ќе чекориме напред храбро. Браќе мои, драги во Господа, реков на почетокот дека единствено што ќе го понесеме на небото, тоа ќе биде нашиот карактер. Карактер граден во текот на престојот наш на ова земја. Сте се прашали ли некоја што во суштина значи овој збор карактер, за да можеме да се доближиме до карактерот на Христа, да видиме што всушност тој сака да ни каже кога вели, еве што. Во Јовановото Евангелие, 13 глава, 32 стих, вели, а јас, кога ќе бидам издигнат од земјата, ќе ги привлечам сите кај себе. Акцент ставам на зборовите, ќе ги привлечам сите кај себе. Кога сте ја читале, кога сте го читале овој извештај, што сте помислиле? Со што тоа Исус ќе ги привлече или привлекува луѓето? Физички, духот на пророштво кажува, Христос е бил такав, со висок раст. Надворешниот негов изглед е бил вонредно убав и привлечен, убава лично, значи, но она што духот на пророштвото посебно го нагласува, а тоа е неговата душа и неговиот карактер. Убаво е и надворешнината и така натаму, меѓутоа, натрешното нешто што го има Христос во себе, тоа е тоа што тој го нуди на мене и тебе. И тоа вели за бадиела. Само е потребно да го тоа посакаме, да се стремиме за тоа, да се бориме за тоа, а се друго Христос тоа ќе ни го даде и тоа пишува бесплатно. Наше е само дали ќе имаме добра волја да го тоа поседуваме. Со што Христос, браќе мои и сестри, ги привлекувал во минатото луѓето, ги привлекува денес и ќе ги привлекува во иднина. Има нешто во Христа што е попат на магнет. Не велам да е тоа чаробно, односно волшебно, не велам дека е тоа стапче во раката на Христа, па со тоа тој нешто прави и не привлекува. Не. Со такви работи, колку што сум читал во Библијата и Духот на проштото, не се занимава Господ. Но неговата душа и неговиот карактер се вонредно интересни за проучување. И вие ќе видите кога ќе почнем да ги изнесувам доблестите со кои располага Господ Исус, самите ќе забележите заедно со мене и ќе се обидеме, додека ги читаме и изнесуваме овие доблести, да се споредуваме каде сме од прилика ние во однос на Христа.
недостасува ли нешто, или е исполнето се, или ја исполнефе висината на Христовиот карактер, па сега е се во ред. Не треба така да размислуваме, ќе погрешиме. Еве во еден речник за странски изрази или речник за зборови непознати, тоа е лексикон за странски зборови и изрази на 400-та страница од Милан Војаклие, дадена е дефиниција на зборот карактер. И овдека пишува вака: карактер е збир на својства со кој се одликува човек, кој го разликуваат од сите други личности со добри особини, добра душа и добро срце. Еве, токму тоа е она што нашиот Спасител Господ Исус го имал. Добар карактер, добро срце, добра душа. Со што ги Христос привлекува луѓето? Со неговиот карактер. Погледите, драги мои браќи и сестри, што стои запишено во книгата Библиски коментар од Елена Вајт на 757 страница. Или, тој цитат може се најде и во едно списание, односно во ракописи, број 16, од 1890 година. Истиот цитат е во Библиски коментар. 757. Кажува вака: ние, се мисли на нас, луѓето, каде и да сме, на нас луѓето се мисли, ние многу губиме за тоа што подлабоко и повеќе не размислуваме за карактерот на Христа. Ај кажете ми, браќи и сестри, кога последен пат седевме некаде сами, или може би во друштво, и да ни е дошла на мисла: со кого се ја тоа дружам? Каков е човекот со кого се дружам? Карактерен, или оваков, или онаков? Но кога се дружиме со Христа, Духот на Пророштво кажува, ако подлабоко не размислуваме и повеќе, многу ќе изгубиме. Што значи наша, да не кажам обврска и должност, малко грубо тоа ќе биде, него наша потреба, насушна потреба е, потреба на нашата душа е што? Да се запознаеме со карактерот на Христа и, како што кажува дека Духот на Пророштвото, подлабоко да размислуваме за него, да не би изгубиле. Зашто човек без карактер, тоа значи нешто многу непријатно. А човек кој има карактер, онаков каков е Господовиот, тој многу добил. И да се стремиме за тоа. А што значи, браќи и сестри, да се биде карактерен? Кога ние велиме карактерен човек, што би тоа значило? Еве во истиот лексикон за странски зборови или непознати зборови, карактерен го означува човекот кој има битни својства, човек кој е честит, исправен и поштен. А означува трајност, доследност, битна ознака, посебни одлики на една личност. Христос токму таков бил, онаков како и овие зборови ги прочита. Погледайте понатаму што Духот на Пророштвото кажува. Уште два цитата ќе прочитам, а потоа ќе поминам да ги изнесам карактерните својства на Господ Исус. Еве уште еден воредно убав сериозен цитат, се наоѓа запишан во списанието Знаци на времето од 29. мај 1844 година. Ова се зборови на Елен Вајт и еве како тие гласат. Важно е да се секој од нас праша дали постојат некои недостатоци во мојот карактер. Ако забележате во претходниот цитат, се кажува да многу ќе изгубиме ако подлабоко и повеќе не размислуваме за карактерот на Христа. А овдека кажува дека е многу важно да се прашаме, да си ја прашаме својата душа, имам ли нешто во мојот карактер што не е добро
и е потребно да го тоа поправам. Понатаму кажува, дали сум толку заслепен од недостатоците, обичаите и мислењата на светот, да ми гревот не изгледа толку увредлив, длабоко за Бога како што е тоа вистина. Со други зборови, ако подлабоко размислуваме за карактерот, сигурно ќе откриеме нешто што може би го жалост или вреѓа Господа и Господ бара тоа да го промениме. Ќе ве подсетам на нешто што го Господ Исус кажал. И тоа нешто што го кажал стои запишано во Матејовото Евангелие 29 глава, односно 30 стих. Исус кажува, угледајте се на мене, сеќавате за таков стих, зашто јас сум, вели, кроток и смерен каде? Во срцето свое. Значи, Христос овдека открива две негови скапоцени вредности. А тоа е кроткоста, така ли е? Значи, кроткоста и понизноста. И вели, угледајте се на мене. Што значи, еве две особини ги откривме за Христа. Ако сакате да дома си проверите нешто подлабоко за карактерот на Христа, или за овие две особини или доблести на Христа, можете да си проверите дома во книгата Сведочанство за проповедници, од Елен Вајт на 129 и 130 страница. Кроток и понизен. И тоа каде е кроток и понизен Христос? Длабоко во срцето. Од тука потекнува се, драги мои браќи и сестри, се у позитивна смисла. Дозволите ми да ви спомнам или изнесам уште неколку важни особини кои Христос ги имал во својот карактер. Библиски коментар, 693 страница, вели вака. Следните Христови особини, потребни и на нас се: добрина, милост, нежно сочувство, сожалување, стрпливост, кроткост, понизност и љубов. Колку ги наброивме? Дали броите аје? 6 или повеќе? 8. Добрина, милост, нежно сочувство, сожалување, стрпливост, кроткост, понизност и љубов. Ја не сум достоен, браќе мои и сестри, да зборувам за Христа во длабини. Имам страво почит кон Него и го ценам и се бојам да нешто на Него му нанесам штета, а и на вас и на мене како Негови следбеници. И затоа во душата додека го ова изнесувам ми трепери срцето. Под влијание сум на Божиот дух да не погрешам. И затоа, еве, со Негова милост, би сакал да ги прочитам следните особини на Господа Исуса. Ја нема да се обидам, браќи и сестри, да ги толкувам, затоа што вас ве ценам како луѓе интелигентни и добро начитани. И на паметни луѓе им е доволно еднаш да се спомни и каже, така ли? Во вас така гледам јас ова. Луѓе кои ја познават Библијата, ја читаат и нема да им биде проблем ова да го лесно примат во своите умови. Прво, нашиот Спасител, прва негова особина е добар. Втора негова особина е пресретлив, или како би ни рекле, пристапен. Лесно може ли луѓето да му пристапат? Тој бил многу едноставен, народен, до срцата на луѓето допирал, живеел тука во средината на луѓето, јадел леп како и луѓето, пиел вода како и луѓето, чувствувал потреба за симпатија и љубов, чувствувал потреба за храна, односно жеден за дружење. Христос, значи, е бил пристапен, кај него можел секој поединечно да дојде, без да се срамува, без да му трепери душата. Едноставно е толку бил пристапен да ги луѓето, едноставно како да ги привлекувал кон себе.
И пишува Духот на прошлото, кога доаѓале луѓето да седат покрај Христа, или кога ручеле со Него, или кога ќе го нешто прашале, или кога ќе разговарале, или каде и да се сретнале со Христа, пишува Духот на прошлото, луѓето уживале да останат во Неговата средина, затоа што едноставно чувствувале милина и одмор на својата душа. И не им се така лесно заминувало од Христа. Едноставно сакале да се останат што подолго со Христа. Дали тако чувство го има вие и ја за еден таков пријател, за една таква пристапна личност? Трета особина, вреден. Во дуќено од каде што работел, или во работилницата на својот татко пишува работел од утро до навечер, и тоа многу ревно и многу убаво, вреден на работното свое место. Потоа вели бил уреден, следна особина карактерна, уреден. Во работилницата во која работел, вие знаете дека работел, како се тоа кажува, слобрите вика столарска, да, благодарам, столарска работа. Битолчи не велат дограмаджија. Тоа е веројатно тој израз и овде се користи. И што? Секој алат, се што било потребно во работилницата, било поставено на свое место и се било совршено чисто. Со крпа бришел и држал уредно. И кога излегувал од работилницата и се движел кон својот дом, луѓето на устата на Христа забележувале песна на благодарност на својот татко и забележувале едно убаво лице кое со задоволство го дочекувале на улица. Зрачел едноставно на што Христос? На некоја топлина, на нешто убаво. Дали сега забележувате со што Христос ги привлекува луѓето со својот карактер и со својата убава душа? Ево уште една особина. Бил стрплив. Само во еден случај Христос покажал, кога на фарисеите им рекол, вие сте слепци, вие сте водачи на слепци, и таму во храмот вели ги истрел. Тука Христос покажал, ќе си речеме малку дух на трпение, али то не е дух на нетрпение. Пак е нешто во вид на ревност за заштита на целите Господови. Понатаму нашиот Спасител бил вистино љубив. Шеста особина. Седма особина, решителен, непоколеблив. Потоа осма особина, милосрден. Девета особина, несебичен. Десета, внимателен. 11 мудар. 12 особина, нежен. Потоа 13 особина, послушен на своите родители. 14 особина, активен. Да набројувам ли уште? Има уште малко. До каде стигнавме? До активен. Од број 14. Број 15. Истраен. 17. Дисциплиниран. 18. Ведар. 19. Љубезен. 20. Неупадлив. Знаете што значи тоа неупадлив? Тоа значи никогаш не се стремел да го привлече вниманието на себе. Не е сакал да биде во центарот на вниманието. Не го интересирале титули и дипломи на овој свет. Духот на прошто кажува, не се ни дружил со големците на тогашниот свет. Си бил едноставно скромен во својот живот. Значи, неупадлив. Потоа скромен. Скромен во облекувањето, скромен во однесувањето, во секој поглед покажувал скромност. Понатаму, 22. Особина му била не сакал никакви титули, ниту се борел за било каква положба.
за разлика од денеска луѓето кои се борат за фотели, топло им е столчето, зимно време кој ќе си седнат меко е, плюс тоа е топло, може би и голема плата, и така натаму, и кога ќе дојдат време за позиција да остане тоа столче или да замине, тогаш се луѓето најборбени да останат на столчето. Нашиот Спасител на ова подрачје ништо не покажал. Воопште не го интересирале титулите или било каква положба на овој свет. Тој кажува, негова единствена цел била да допре до срцата на луѓето и да ги насочи кон Царството Божие. А тоа не може да го направи ако бил ист како и нив. Сепак има разлика меѓу нас и Христа, нели? Но во многу нешто Христос изедначил со нас. Вели Духот на пророштвото, тој толку се изедначил со нас, да дишел со истиот пулс на срцето со кое и ние дишиме. Значи, толку се небесниот јазик со кој тој се изразувал, го оставил по страна и се изразувал како и ние луѓето. Едноставна личност. А луѓето ни оддалеку не наслутувале со кого имат работи кој стои пред нив. Да стои всушност принцот небесен пред нив, а така скромен учител, со така скромен јазик и речник. Едноставно незабележителен толку од јавната елита во она време. Али забележителен од луѓето на кои им направил многу добрини. Една прилика пишува тамо кога Христос се нашол во една средина, тамо некаде покрај Галилејското езеро, кога направил чудо со храна, 5 лебови, ми се чини и 3 риби беа, подсетете ме, така нешто, и што пишува? Тамо, од северната страница, луѓето дошле да го слушат, од јужната граница дошле да го слушат, од исток и запад, од сите страни, вели, на Палестина, доаѓа луѓето да го слушат Христа. Така пишува Божјата реч. Затоа што е бил скромен учител. Еве уште една негова прекрасна особина. Проницлив. Како би го тоа ние превеле на наши? Проницлив. Прониклив. Тој е човек, тој е личност, значи, која има таква интелигенција, таква способност да проникне, да процени, да види состојбата на една личност и така натаму. Да прочита таа личност. Ето таков е бил нашиот Спасител. Има ли уште особини и карактери на Христа? Јас ги запишав 23 досега. Ако вие, браќи и сестри, знаете уште некоја карактерна особина, да сте ја прочитале, а јас не ја знам, кажете ми, јас ќе си ја забележам, па на друго место таа особина ќе ја спомнам. И ќе научам многу нешто и од вас. Добро, прашање е следно. Кажете ми, браќи и сестри, се гледаме ли некаде во овие карактерни особини? Во 1, 2, 5, 10, во сите 23. Дали во сите 23 особини на Христа се гледаме? Каде сме тука некаде? Ако се дружиме со Христа и веќе седиме до Него, Духот на пророштво кажува, не е можно да се дружиме со Христа, а да не попримиме ништо од Христа. Така пишува. Што значи, во дружењето со Христа, неговото влијание ќе влие на мене. Неговите доблести, едноставно Христос вели, јас ќе ви ги дадам и тоа бесплатно, само ваше да побарате. Кој бара, тој ќе добие. Кој чука на врата, и ќе му биде отворено. Само вие побарајте. Јас ќе ви го дадам сето тоа, и тоа бесплатно. Кажете ми сега, браќи и сестри, одговор на уште едно прашање. Слушайте ме добро. Можно ли е ваков карактер вие и ја уште сега да изградиме, та утре кога ќе дојде Господ Исус, да види, односно да си го види ликот свој во нас. А Духот на пророштво, знаете ли што кажува една книга Христови очигледни поуки? Вели, Христос копне во својата црква да си го види својот карактер. И пишува вака. Кога црквата, вика, ќе го достигне тој карактер, тој веднаш ќе дојде по неа. Ме разбравте ли, браќи и сестри?
Читањето на Библија е број 1. Читање на дух на пророштво е број 2. Читање на разновидни списанија и литература од верската област многу значат за запознавањето на Господа Исуса. И сега не ми одговоривте на ова прашање. Можеме ли ваков карактер да постигнеме вие и ја за време додека сме во ова тело и во ова светска состојба во која се наоѓаме? Овде на ова земја, а Христос кога ќе дојде, да си рече, тоа се моите деца, си ги носам со мене. Добро, и тоа е добар одговор. Така е, се сложува. Браќи и сестри, дух на пророштво кажува, нема да ви изненадам, тоа го пишува, уште сега ние можеме да бидеме Христолики. Уште сега. А ќе си речете, ама брате, ние сме се уште грешници. Па браќи и сестри, ако сме грешници, кажете ми, кога ќе постанеме светци? Истина е и тоа. И тоа е точно. Така ли, и ова што го кажа духот на пророштво. Ајде да прочитам еден силен цитат од дух на пророштво, да го чуеме, и од овој цитат, браќи и сестри, да сите научиме нешто, да видиме констатацијата на духот на пророштвото, за тоа има ли карактер или нема, градат ли карактер христијаните или не градат, каде им се срцата, упатени кон небото или кон земјата. Еве цитато што кажува. Пета свеска на сведочанства, 269 страница. Христовото учење. Слушателите го слушале како дожд кога врнел на жедна земја. Неговите зборови делувале како роса. Во карактерот Христов биле соединети величенството, какво Бог никогаш порано не открил на паднатиот човек. И се откривала благост, до која човекот никогаш не се подигнал. Послушайте го сега ова нешто. Христос едноставно за сите нас, браќи и сестри, пример на добри меѓучовечки односи, пример на добро изразување, пример на добро облекување, пример во исхраната, пример во верувањето, пример во живењето, пример во делата. Во што уште пример Христос? Во се. Тоа е пример за нас. И видите сега што пишува. Слушнете. Никогаш порано меѓу луѓето не се движела таква личност, толку племенита, толку чиста и толку љубезна личност, толку љубезно суштество и толку совесно за својата Божја природа, но сепак толку едноставно и толку исполнето со добри намери за човештвото. Тој се гнасел од гревот, а плачел од милост кон грешникот. Не угодувал никогаш сам на себе. Небесното величенство се облекло во понизност на едно мало дете. И сега послушайте завршната реченица на овој цитат, констатацијата. Вели вака. Тоа е карактерот на Христа, кој секој треба да го има. И вели, о, Господе, колку те сиромашно представуваат тие кои се нарекуваат Твои деца. Колку те, вели, сиромашно представуваат тие кои се нарекуваат Твои деца. Колку се оддалечени од идеалите небесни, а близко до земните идеали. Можно ли е, браќи и сестри, да сме христијани, да имаме налик на побожност, читаме Библија, се молиме на Бога, постиме, почитуваме закон Господов, доаѓаме во црква, а да не изградиме карактер по волјата на Христа? Можно ли е тоа да ни се случи?
Дали не? Може да не се случи. А да не би ни се случило, Бог не повикува уште сега да обрнеме внимание на тоа каков карактер градиме, односно каков карактер веќе сме изградиле. Дали ни е карактерот веќе подготвен или идентичен на Христовиот карактер, и дали овие доблести на Христа се веќе и наши доблести. А ги прочитаме 23 така. И ќе се уплашите ли, браќи и сестри, од овие 23, па многу се, како ќе ги постигнам? Ја нема може би ни 5, а 23 треба да ги имам. Се можам, што рече братот Борче, во Христа, кој ми ги дава. И еве, при крајот на нашето заедничко вечерно размислување, да спомнеме, браќи и сестри, и нешто за физичката убавина на Христа. Така ли? Ова беше внатрешната убавината на душата на Христа, која секој од нас треба да има и треба да се стремиме за тоа, да бидеме Христолики. И во нашите зборувања на луѓето да бидеме христоцентрични, односно во центарот на нашите проповедања и разговори да биде Господ Исус. Така и пишува. Зошто ако им сведочиме на луѓето, а не го спомнеме планот на спасението и Христа, нешто друго сведочиме, што само по себе не е лошо, библиско е, а го нема Христа во тоа сведочење, Дух на пророштво кажа, тоа е промашено сведочење. А ако пак говорниците, кои изнесуват Божјата реч, проповедниците, старешините, учителите, црковното раководство, ако изнесуват Божјата реч и проповедат, а во проповедта не го спомнат Христа, таа проповед вели ќе биде промашена. Нема уопште да биде корисна за слушателите, нели? И нема да биде на прослава на Господа. Сигурно, браќи и сестри, ќе се запрашате, ево, јас ќе гледам на саатот, 5 минути имам, нема да пречекорам, само ово ще да го кажам моја. Во дружењето со Христа, луѓето во она време го опишале Христа како изгледа и дале слика за тоа. Нели? А сигурно и вие и ја, како христијани, сакаме да знаеме каков е Христос во физичка смисла, нели? Неговиот телесен изглед, веројатно и тоа не интересира. Но многу повеќе треба да не интересира, браќи и сестри, неговата внатрешност. Луѓе, значи, кои го виделе Христа, разговарале со Него, седеле со Него, лично го опишале онаков како го виделе. И го опишуват како вонредно мила личност, како вонреден убав соговорник, го опишале како личност навистина со која вреди да се дружи и да се има како пријател. Паблиус Лентула, значи римски проконзул во Ерусалим во она време, имал прилика во својата канцеларија да го повика Христа на разговор. И кажува, кога разговарале, тој дал опис на него. И го опишува како физички корпулентна личност, онака фина личност, фин изглед, но забележал далеку повеќе од физичкиот изглед на Паблиус Лентула, му бил привлечен неговото однесување, неговиот разговор, влијанието негово, пристојноста негова, поштеноста негова, честитоста, душата негова. И го опишува како вонреден соговорник, како многу пријатна личност, личност која не заслужува да биде осудена, личност едноставно на која нема никаква вина, тоа го сведочи неговото и однесување, и неговиот живот, и се друго, и немал храброст да даде согласност да се Христос осуди на смрт. Зато што го лично видел дека не заслужува таков човек да биде распнат. Еве, драги мои браќи и сестри, ја претпоставувам дека од ова што ви го зборував, веројатно нешто може би сум пропуштил. Ако сум ја нешто пропуштил, на моето следно доаѓање, кога ќе бидам поканет од вас, со задоволство ќе дојдам, јас би го тоа тогаш надополнил и би имал една целина на се ово што го рековме. Може ли да имаме Христов карактер? Браво, ме охрабривте, браќи се. А ако ми рековте
не било тоа ништо, брате, ќе ме разочаравте и ја џабе ќе си зборувам. А вака сега, кога ми рековте ќе се трудиме, кога ми рековте можеме, кога рековте Светиот Дух кој ќе се изе на нас, за мене е сега ова полно ми е срцето, затоа што ефект имаш ова што го кажам. Моја желба и моја молитва, браќи и сестри, нека ни Господ даде волја за таков карактер, нека ни даде сила да постигнеме таков карактер и нека ни даде победа над сите наши слабости и мани. Да утре, која ќе дојде Господ Исус, си го види ликот Него во нас и едноставно со задоволство да не поведе кај Него. Завршувам со реченицата. Енох, вели, патуваше до Божето царство, без да знае каде патува, односно, знаел каде патува, али не бил свесен како ќе биде патот. И знаете што пише Духот на пророштво? Кога стигнал на хананската, односно на рајската врата, Бог, вели, му ја отворил вратата и само рекол повели. А пред тоа пишува, ги прашал ангелите, дали ваков човек заслужува повеќе да остане меѓу грешници долу, да си го заеме овде. И ангелите на сет глас, со сета радост, рекле, таков човек не заслужува да живее, нека живее со нас овде. И Бог си го внесе. Али пишува, карактерот кој Енох го градил за време од 365 години, живел, вели, по волјата Негова, го довел во Божето царство. Карактерот. Запомнете, браќи и сестри, карактерот одлучува за моето и ваше идно спасение. Ајде да му речеме на Христа, Христе, мило ми што те запознав, мило ми што чув за тебе убави доблести, посака во душата своја да бидам таков како што си ти. Помогни ми да го тоа постигнам. И Христос ќе вели добро, пошто го тоа побара сине и ќерко, веднаш и ти го пода. Христос тоа го подарува со задоволство. Еве тоа е се, драги мои браќи и сестри, благодарам на вниманието. Нека е слава, чест и благодарност на Господа за ова што ни го кажа и нека ни помогне да градиме совршен карактер, без било каква мана и недостаток, да стоиме пред Господа, едноставно спремни за средба со Господа Исуса. Тоа е моја желба и молитва, но верувам и желба на Господа, а и заедничка желба. Слава, чест и благодарност на Бога за ова што ни го кажа.